Комбајните веќе работат по нивите во Кочанско. Во тек е жетвата на Оризот, но временските услови ја отежнуваат истата, бидејќи дожд ја кочи работата во наредните 5 дена. Оризопроизводителите од Кочанско децидни дека приносите се мали, а проблем е што нема каде да се суши оризот. Жетвата се одбива во тешки услови и още ден ако заврне 5 дена, што значи жетвата ќе до ноември ќе биде. Значи во многу тешки услови. А со тоа и преносот се намалува, нема каде да се суше, не се откупува оризот и тоа е проблем. Иначе за сега 10% од површините само состојани. Да ви кажам, имаше проблем со пестицидите. Ние немаме соодветни пестициди со што да го третираме сите плевели. А плевелите знаеш како не краа. После 15 април сите плевели појдат и го загушуваат оризот. Ние соодветни препарати не имаме. Значи аптеките не беа подготвени да увезат репроматеријали. Во аптеки и ние се станја па кој како знае и умее. И успеа гледа. Земјоделецот сака да работи земјата, треба да му се возможат услови само. Иначе нема проблем. Младите, кога би имале сметка, кој ќе ја напушта? Тука нема подобар живот. Секој сака на своето да биде. Ама со овие цени и со оваа несоодветна политика. Оваа година се очекуваат приноси околу 500 до 550 килограми. Има ниви во кои има поголем принос, но нивите од Жиганци до село Тракање се во неповолна состојба. Причина за ова е доцната сеидба на белото злато, па токму затоа доцни и жетвата. Регион има по 700 кила, ама кој ќе собереме се во просек пак ќе биде 500 до 550 килограми. Ништо повише. Тука дека се сеја рано, ние проблем има со касната сеидба. До 15 мај најкасниот рок, сите рокови се пробиени тука за зборам. Од Подрачјето на Тракање па до Жиганци горе, што значи Спанчево, Соколарци, Жиганци, Крупиште, тие се во многу неповолна ситуација. И оризари скоро рече, они постоја, ама таму е поладна климата, и ако се пред нас, значи они малку имат поголем проблем. А приносите не се кој што има многу глупоти, се трескат, толку еве ви кажам, 550%. Оризарите од Кочанско очекуваат да започне и откупот на оризот, со што ќе се продаде старата реколта и во амбарите ќе има место за новата.